Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Вчерашниот почеток на новата учебна година всушност значи продолжување на агонијата на нашето образование. Наспроти сите најави на власта дека ќе го реши ланскиот проблем, односно ланските проблеми, првиот училиштен ден донесе нови и уште поголеми. Најголемиот дел од гледските основни и средни училишта се уште не го решиле проблемот со обезбедување огрев за престојната грејна сезона. Локалната самоуправа и градоначалникот Маријан Ристевски на автопревозниците кои вршат превоз на ученици не им префрлиле ниту денар од ноември 2011 година и според наши сознанија, заклучно со 1 септември оваа година, долгот изнесува околу 500.000 евра, па не ќе биде чудно ако наскоро превозниците престанат да ги превезуваат учениците и наставниците. Градоначалникот Ристевски, каде и на што завршуваат овие пари, кои патен речено Министерството за образование наменски ги префрла на општинската сметка? Во исто време училиштата должат големи суми за неплатена струја, телефон, комунални услуги, податок кој директорите и локалната власт го кријат како змијата нозет. Посебна приказна представува проблемот со малиот број на запишани средношколци, а од друга страна пренатрупаноста со наставнички и административен кадар. Имено, надвор од законот и од секоја логика, неретко партиските директори на ДПМН на едно работно место вработуваат по 20 партиски војници и послушници, а од друга страна се бараат согласности за формирање на паралелки со недоволен број на ученици. Само еден пример, но не единствен, во средното општинско училиште Кузма Јосифовски Пич, од 8 огласени паралелки за упис во прва година, запишани се 6 паралелки, од кои во моментов 5 се формирани со 13, 16, 19 ученици, број што е далеку од законскиот минимум. Слична е ситуацијата и во останатите средни училишта во градот, превработено со партиски нестручни кадри и недоволен број на ученици за формирање паралелки. Господа од власта, крајно време е да престанете да се поигрувате со судбините на учениците и со достоинството на просветните работници. Благодарам.